Јас за денес вака би почнал. Дали се сеќавате на Јозеф Фрицел? Не беше баш скоро, значи не ви текнува. Чудовиштето од Амштетен, така го нарекуваат во Австрија, беше пред 12 години кога озогласениот Јозеф Фрицел беше осуден на доживотен затвор откако беше откриено дека во посебни простории ја чувал својата ќерка, ја силовал илјадници пати и со нејзе имал 7 деца. Се сетивте сега, нели? Денес има околу 85 години и казната ја отслужува во затвор. Беше прогласен 2009 на 19 март за виновен по сите точки од обвиненијата. Интересно што се призна за убиство. Значи, последното дете мислам дека затоа што се разболело како мало, па за да не се открие, да не го изнесе надвор, го запалил во печката. За убиство, за држање во робство, за лишување од слобода, силување, принуда и инцест, родосквернавање. Наводно велат дека сега наполно се повлекол сам во себе, го избегнуваат сите останати во затворот, едноставно како да се збогувало од животот, така се вели. А инаку целото тоа место долу во подрум каде беше го подготвил претходно многу добро со цврсти врати и така натаму. Но да не се задржуваме премногу на него, туку прашање: ако вие бевте Елизабет Фрицел, неговата ќерка, ќе можевте ли да му простите на еден ваков лудак? Или не знам како да го наречам. И што би опфаќало тоа простување? Или еве, ќе земеме еден општ случај, ова е многу екстремен. Знаете, кога гуглав и кога најдов една листа на вакви слични случаеви, нормално тој како познат случај, најекстремен, значи имаше еден куп, една листа на вакви случаеви. Но еве ќе земеме еден општ случај поблизок до нас. Да речеме дека мажот физички ја малтретира својата жена, сакајќи да ја има под своја контрола. И тоа трае со години. Што би значило да му простите? Како, на кој начин би можеле да му простите? Дали тоа значи, дали простувањето значи дека ќе заборавите се како ништо да не било, ајде ќе се правите како ништо да не било? И затоа што, знаете, таквата постапка мора да бидеме свесни дека може да доведе до, како да вие го прифаќате малтретирањето, затоа што тоа трае, не престанува, го охрабрувате во истото и ќе испаднете будала во неговите очи, затоа што тој ќе биде повод уште повеќе да ве малтретира, да продолжи со постапката. Значи, вие сте му простиле, ама проблемот останува. Проблемот останува. Знаете, ние често пати како луѓе го комплицираме простувањето. Темата ми се вика цената на простувањето. Видиме која е цената на простувањето. Може би ќе опфатиме еден елемент кој што не често е спомнуван, може би па и никогаш, не знам. Но ние како луѓе го комплицираме простувањето затоа што тој термин го користиме на повеќе начини. Да кажеме, некој мало дете, внуче, не знам што и да е, ќе ви истори сок, не знам, на панталоните и вие автоматски ќе му простите. Знаете, тоа е мало дете, се уште не знае да резонира, да размислува трезвено, несташно е и така натаму. Но овој ваков пример е навистина многу далеко од случајот со Елизабет Фрицел. Некојаш ги мешаме простувањето со амнестија, затоа ја спомнав оној пример. Амнестија доаѓа од истиот извор како амнезија. Знаете што е амнезија, нели? Губење на меморијата, на памтењето. Значи, како ништо да не било. Не знам дали се сеќавате, јас многу добро се сеќавам затоа што тоа ми остана некако впечаток, пошто тоа беа првите мои
денови, да кажам, месеци овде на служба во Петар Попарсов, кога имаше еден состанок таму во малата сала со другата група, и еден од браќата токму тоа го рече. Ајде да се правиме како да ништо не било. Да заборавиме се. Меѓутоа проблемот така не се решава. Проблемот останува. Не е тоа простување. Може ли некој како Елизабет или онаа жена која што е малтретирана од мажот едноставно да заборави се што се случувало? И да е, ајде, некој случај поединечен, па ајде да кажеме да забориме. Меѓутоа тоа трае, тоа се случува, тоа постојано трае. До душа може да кажеме дека амнезијата може да биде и од корист, ама на жртвата. Ако жртвата, нели, како се прави, ќе заборави, како ништо да не било, тоа е добро за да допринесе, нели, да има мир во себе на некој начин. Нели, како што велиме, колку повеќе се гневите, гневот вас ќе ви изеде попрво. Тоа е лошо за вашето здравје. Но во ова не е опфатено се, кога станува збор за предметот на простување. Или може да одиме и во еден друг правец некогаш, доколку виновниот доволно се исплаче пред вас, се искупи на некој начин и си го заработи простувањето, и тоа не е решение. Ете, има и такви луѓе, ќе сгреши, ќе дојде, ќе се исплаче, ќе не знам што ќе направи пред вас, ќе надокнади, ќе компензира за навредата, да речеме, и тогаш вие би му простиле. И треба да му простите, ќе зборуваме за тоа дека ние треба да имаме секојаш дух на простување. Меѓутоа, сега зборуваме за цената на простувањето, да ја сватиме. Како би можеле да компензирате 24 години на терор, како е Елизабет, да кажеме? Како таа може да го компензира тоа? Поготово кога таткото, виновникот во овој случај, Јозеф, е пред умирање, да не кажам, или има уште неколку години од живот. Не може да се компензира сето тоа. Не може да направите математика некоја проста. Тоаш прашањето е што опфаќа, што значи библиското простување. Општо да кажеме, па потоа ќе одиме малку во детали. Општо простувањето е Божи начин да се зацели еден однос меѓу двајцата и да се искреира еден нов и посилен и поздрав однос. Значи, простувањето мора да го исцели односот. Да дури односот подоцна биде и подобар, појак, посилен. Значи, ова значи дека мора да има нешто повеќе од она, знаете, ајде да заборавиме, како ништо да не било. Погрешното сваќање кај мнози на христијани на денешницата околу простувањето може да доведе исто така до дисфункционалност во семејствата и така натаму. Еве, ова како еден начин на допринос во поглед на поуката, меѓутоа и опфатен и делот од карактерот Божји, иако ова не ми беше како хронолошки тема во моите предавања, меѓутоа ете така излезе да зборувам токму на ова. Значи, токму погрешното сваќање за тоа што опфаќа и што значи простувањето може да доведе исто така до дисфункционалност. Како сега да разбереме што вистински значи простувањето? Ке внесеме сега еден можеби нов елемент во ова наше проучување и ќе отвориме во Откровение 6 глава 9 и 10 стих, само да ги земеме како пример, знаеме дека тоа е се символика во овие стихови, меѓутоа да ги земеме како пример за да навлеземе во она што е длабочината на простувањето. Откровение 6, 9 и 10. И кога го отвори петиот печат, значи ова е отворањето на петиот печат, ги видов под жртвеникот душите на закланите заради Божјето Слово и заради сведоштвото што го имаа. И извикаа со силен глас, велејки, значи душите извикуваат, сето ова е символички, до кога свет и вистински Господару нема да судиш и да ја одмаздиш нашата крв над оние кои живеат на земјата. Што бараат овие души под жртвеникот? Правда.
Одмазда, да. Бидејќи биле неправедно убиени. Значи, се това е символика, нели, нормално, не веруваме во такви работи, меѓутоа символички е описот на овие стихови. Значи, не дочекале да ја видат правдата, биле убиени неправедно. И на еден символичен начин овде гледаме, искажуваат сигурност во Божиот суд, но што чекаш, Господе? Кога ќе биде? Кога ќе биде задоволена правдата? Тоа чувство за правда го имаме сите ние. Можеше да се коментира и во пуката, таа беше тематиката на некој начин, семејството, односите во семејството, така натаму. Сите го имаме природно. Нели, како велиме најчесто, ако ни се направи некоја неправда, не е фер. Обично тоа, младите децата повеќе го викаат, не е фер. И нормално, не ни се допаѓа кога нешто не е фер, посебно ако ние сме жртвата. Тоа не фер однесување насочено кон нас. Создадени сме едноставно со чувство за правда, за да се запазиме едноставно од лошите луѓе во овој свет и да превземеме можеби одредени чекори и мерки за да не ни напакостат. Но тука мора исто така и да бидеме внимателни, иако нема да одам во тој правец многу, значи треба да бидеме внимателни заради тоа што присуството на гревот во нашите животи, заради присуството на гревот, ние можеме да залутаме во ова. Значи, наместо да ги бараме правата што ни се дадени од Бога, ние можеме да се изградиме своји собствени очекувања за тоа што е правда и ако не ни се исполнени тие очекувања, да викаме и да бараме правда. И што тука има разлика, но нема да одиме во тој правец. Иако чарето, лекот и за вакви ситуации токму она за што ќе зборуваме. Што да правиме, како да постапуваме ако неправедно се однесуваат кон нас? Што да правиме? И сега, посебно треба да видиме што значи простувањето кога раната е премногу длабока. Затоа го земав овој драстичен пример со Јозеф Фрицел. Што да правиме кога толку многу боли нешто? Во христијанството постојат два концепти. Едниот е она што малку го спомнавме, нешто слично со амнестија, значи. И сега видите, кај овој концепт, ајде да кажеме дека ете тоа е тоа простувањето, се води сметка само за повредениот. И затоа реков, може и добро да е за повредениот да заборави. И си биде мирен, нема да се гневи и така натаму. Затоа што гневот е отров сам по себе, може да ви уништи така натаму, да ви стане полошо. Но проблемот овде во овој концепт е што злобниот, оној виновниот, воопшто не е во приказнава. Ниту се менува, ниту е предизвикан да се промени. Затоа што вистинското простување мора да го опфати и ова, ќе видиме библиски. Примерот, да речеме, со малтретираната жена. Најчесто оној што малтретирачот не е ни свесен дека прави нешто погрешно, и ако му простите вие, можете само да станете жртва на некое идно малтретирање. Значи, чисто онака, како да заборавите дека ете, ништо не било, не се случило. Затоа што малтретирачот воопшто не е ставен во ситуација да помисли дали тоа што го прави е добро или не, и за да си ја чукне главата, што викаме, и да рече дека утре треба да се промени. Проблемот е тука, проблемот виси. Ние треба да простиме, точно е, 7 пати пута 70, вика Исус на Петар му вели. Но, ако го сватиме простувањето како амнестија, знаете, па и кај нас се дигна бунт пред некоја година кога председателот прогласи амнестија над некои осудени и така натаму. Нема врска тоа со правда. Тука правдата не е задоволена. А второ гледиште концепт е да се заработи прошката, како што спомнав и претходно. Компензација за стореното зло дело. И ако компензирате со доволно, значи добра, дали емоционално, дали тоа физички ќе биде, дали парично, знаете, богато семејство, и сега ќе се испокараат можеби мажот и жената, и сега мажот после ќе купи на жената прстен од не знам колку таму, $1000, не знам што. Ќе се исплаче пред неа и готово, завршена работа, и она ќе му прости.
ама проблемот дали е решен. И сега, ајде, тој имал, можел, ама оно што нема, или знаете, оние огалени, разгалени деца на, имотни, не знам, богати или што знам, мокни луѓе во општеството кои што летаат со мотори, не знам што, па и гајле немаат и од полиција, пошто полиција ќе ги фати, ќе си платат казна и не е проблем, после пак истото. Можете ли да компензирате? Рековме, може ли керката на Јозеф Фрицел некако да и се компензира за сето оно што се случило? 24 години, замислете. Значи, виновникот тука повторно не се менува. Немаме решение на проблемот. Ниту еден од овие концепти не ја опфаќа правдата, тоа е проблемот главен. И затоа Исус во Матеј 18:15, многу добро познат стих, секојаш стих кој што треба да ни помогне кога имаме некој конфликт, кога некој судир меѓу човечките односи, нарушување на меѓучовечките односи, нити едното го става, ниту другото вклучува, значи ниту амнестија, ниту компензација. Туку што вели? Внимавајте сега 15 стих од Матеј 18 глава. Еве кој е Исусовиот начин. Ако сгреши братот твој против тебе, значи ти си жртвата, внимавајте, братот твој е оној виновниот, тој сгрешил, оди и укори го насамо. Разговарај со него насамо, значи немој да шириш, немој сите да дознаат на крајот он, од друг. Оди насамо, укори го, меѓу тебе и него, ако те послуша, си го придобил брата си. Ова е многу битно. Што сака Исус? Кој е неговиот концепт? Да го придобиеш братот, виновниот. Треба да го придобиеш, а точно е, постапката е таа, насамо ќе одиш, ќе му кажеш, па потоа нели вели, ако не те послуша, земи, значи не се откажувај, туку оди, земи еден или двајца сведоци. Па потоа кажи и на црквата. И ако не те послуша, нека не ја послуша црквата, нека ти биде како народите, како цариникот, ама ова некој пат го сваќаме, е готово, отпиши го. Не. Како народите, човек кој што треба да го евангелизира сега од нула да почнеш со него. Така јас го сваќам. Но поентата е, оди и целта е твоја да го придобиеш. Акцијата е на оној, значи иницијативата е на оној кој што е повредениот, на жртвата. И сега кога Петар потоа од 21 стих читам, го слуша овој му вели, Господе, колку пати да му простам на брата си кој греши против мене? До 7 пати ли? Знаете, фарисеите до 3 пати знаеле. Така имале. Овој рекол, ајде до 7 пати, е совршенство, 7 пати. Исус му вели, не ти велам до 7 пати, туку до 70 пати по 7. Значи, не зборуваме за простувањето, ние треба да му простиме, без оглед, треба да му простиме, тоа е за наше добро. Арно, ама, не треба да забораваме дека тој брат треба да го придобиеме. Тоа е целта, тоа е она што Господ го сака. И сега внимавајте што продолжува и понатаму вели, Исус му кажува на Петар, на овие негови зборови, 7 пати по 70, сега му кажува парабола. И не е случајно, затоа царството, вели, небесно е случајно на некој си цар, кој сакал да ги среди сметките со своите слуги. Значи, еве да видиме сликовито како Господ, кој што е представен преку овој цар, какво е неговото царување. А кога почна да ги расчистува, вели, сметките, при него беше доведен еден кој му должеше 10.000 таланти. Сме зборувале на оваа тема. Ова е огромна сума на пари, не знам, едно време седнав и да сметам некојаш порано која сум зборувал и која сум читал, проучувал на ова, ајде да кажеме вака, значи дека овој слуга, значи еден од државниците, да кажеме, кој што бил нели во финансискиот дел, проневерил пари, 10.000 таланти на царот и сега треба да ги врати. Како ќе ги врати? Тоа вие како долгот на Соединетите Американски држави, да речеме.
Не знаат ни они самите колкав е. Значи, тоа е најзадолжената држава во светот. Трилиони. Некој некојаш велеше, ако поредете, вика, поредите оние новчаници по $100 и вака ги редите, ќе стигнете негде до пола пат кон месечината. Огромна сума. И бидејќи немаше да ги врати, сега видите, господарот заповеда да го продадат него, неговата жена и децата и се што имаше за да се плати долгот. На некој начин, тоа било правилото. И слугата падна и му се поклонуваше велејќи. Видите сега, од овие зборови се разбира дека овој слуга нема поим дека има проблем. Или не го сваќа проблемот. Он не може да го врати никад тој долг. Ама он вика: Господар, имај трпение ко мене и ќе ти исплатам се до последен денар. Не го сваќа проблемот. Читате во Христови параболи, видите. Не го ни сваќа проблемот. Но штом слугата излезе, и потекнат со сожалување, господарот на оној слуга го пушти и му го прости долгот. И ова, нели, во преносна смисла е нашиот долг што го имаме кон Господа заради гревот. Ние никогаш не можеме да го исплатиме. И како и да се обидуваме, залудно ќе се обидуваме, никогаш не може да го исплатиме, ние не може да го купите спасението. Но сега да се задржиме кај господарот, кој што простува. Оти тоа е жртвата, тоа е оној кој што му се проneверени пари, огромна сума. Слугата не знае дека има проблем. Господарот и покрај тоа простува, царот. Меѓутоа, веќе рековме, безусловна прошка, ако на тоа остане, ништо, безусловна прошка, без да се укаже на проблемот, не е многу од корист. Значи, простувањето се соочува со проблемот, не го негира, не го става под тепих, не, туку се соочува, се конфронтира со проблемот. Затоа што тој брат треба да се придобие, тој кој што можеби не е свесен дека греши. Колку го чини господарот прошката? Огромна сума. 10.000 таланти да му прости, да му рече готово. Како ништо не должиш. Простено ти е. Значи прошката чини, простувањето чини. Зошто господарот го плаќа долгот наместо слугата? Зошто оштетениот го плаќа долгот? Па со цел да му даде прилика и шанса на овој другиот да се поправи. Да се научи, да го промени животот за утре, да не падне пак во долг и пак истата приказна. Значи, на негова штета. Значи, нормално, ова е, кажав во преносна смисла, оно што Господ Исус го сторил за нас. Платил се место нас, ама зошто? За да се заборави како ништо да не било? Дали Господ можел да не амнестира, нели да ги амнестира Адам и Ева? Или било кој друг, ама тоа ќе биде преседан, кој што преседан може да предизвика потоа други и хаос ќе настане во неговото владење во Вселената. Затоа Господ не употребил амнестија. Не, туку Исус дошол на земјата, го платил долгот, ја помирил, ја исполнил правдата на тој начин, правдата кој што се бара, правдата исполнета, ама за да му даде прилика на виновниот да се поправи, да свати кај му е проблемот и да се поправи. Со тоа што веќе ни збор не се спомнува за минатото. Минатото е избришено, крај, тоа е простено. Значи, Господ на тој начин сака да воспостави, еве царот, оваа парабола, да воспостави повторно здрав однос со неговиот слуга. Тоа е целта на простувањето. И кој што однос дури ќе биде, може да биде уште по-добар, подсврст, затоа што минатото веќе не се спомнува, минатото е заборавено. Значи, господарот, оној кој што простува, ја плаќа цената, а таа цена ја опфаќа и правдата. Правдата е задоволена. Читате во Римјаните 8 глава, ќе видите. И сега, од наша страна, судскиот дел од таа правда треба да му го предадеме на Бога. Со други зборови, ние не треба да навлегуваме во истрага на случајот.
Тоа не е наше, не треба да се бавиме со тоа. Но наше е да постапиме соодветно кон виновниот, кон оној што не навредил, за да му дадеме шанса. Ама тоа тука многу треба внимателно да човек да биде, да му даде шанса да го согледа својот проблем, за да се исправи проблемот. И никој ништо не си направил. Значи, ти правиш од своја страна нешто што е за негово добро. Не за твое, за негово добро. Он треба да согледа, да се поправи, за да го придобиеш. Па е Јосиф, Јосиф е пример, дали се поклопи ова случајно или не. Иако, нели, не дека нешто он, кој знае што правил, ама тоа што го правил, многу мудро го направил, за да испита и за да види дали неговите браќа се поправиле. Дали се истите или не. Сите оние, знаете, мудрости што ги применил, која ги обвинил дека се кратци, дека се издајници и така натаму, предавници. Значи, не се залетал да се гушне со нив, иако им простил многу одамна. Иако им простил многу одамна. Но за да се возобнови тој однос меѓу нив, да видиме сега дали има промена. Ако нема промена, проблемот е тука, понатаму ќе трае. Нема решение на тој начин. И сега, дури кога оној виновниот ќе свати дека има проблем, ќе свати дека проблемот е кај него, ние не велиме сега тука е супер, ај сега како ништо да не било. Не. Значи, со простувањето вие не ја враќате првобитната состојба пред, нели, да се нарушат односите, туку создавате една нова состојба, еден нов однос, кој нема врска со минатото и со тоа, значи, градите една нова репутација на личноста која што ви сгрешила. А која сме кај репутацијата, затоа и така е постапката, значи, одите лично на него, да разговарате со него, да го укорите, а не да трубите на секаде. Значи, ви е стало до неговата репутација. Затоа што знаете, кога ќе разнесете наоколу, а дали било така, дали не било така, а потоа, знаете, од мравка слон луѓето прават и тоа ќе биде катастрофа, после невидена. Во пракса, еве, ако тој маж злоставувач сака да оди низ овој процес на промени, со текот на времето би можел да ја придобие, нели, довербата кај својата жена. Може. Доколку таа почувствува сигурност дека тоа е променет, дека тоа може би не е само глума или така натаму. Значи, зависи од двете страни, секако, за да се изгради тој однос повторно. И сега ова не доведува токму до прашањето за значењето на крстот, и тука ќе завршим, иако јас веќе некои моменти спомнав. Зошто Исус умре на крстот? Значи, не е неговата смрт компензација за нас. Платил, колку треба да платам, толку, так, и крај. Не, туку Господарот е тој кој што се жртвува и ја задоволува правдата, за да му даде прилика на грешникот да го согледа проблемот и да се поправи, да се измени. Тоа е целта. Знае Господ која е нашата состојба во грев и дека такви ќе завршиме во огненото езеро. Тој сака да се поправиме, да излеземе од проблемот, да дојдеме да изградиме еден нов однос со него и за да завршиме таму кој што тој сака да завршиме. На новата земја, во спасените. И битно е да се спомне дека простувањето не ја заменува правдата, не е замена за правдата, туку ја исполнува токму од оној повредениот. Значи, правдата ја задоволува токму оној кој што простува, а не виновникот. Виновникот често пати не е ни свесен, како што кажавме. И имаме, значи, секако задоволување на правдата, што не е случај при амнестија, како што кажавме. Нема таму задоволување на правда. Како да ништо не било? Нема. И како што кажав, значи, амнестија Господ не можел да направи затоа што со тоа самиот ќе ја подриел своето владење, своето царство, значи би настанал еден хаос. Затоа понудил едно вакво решение и овозможил шанса, значи, на секој од нас да се поправиме. Така треба, значи, да биде и во нашите односи со другите. Ние како жртви се нудиме да ја задоволиме правдата доколку виновникот го согледа проблемот. Тука е битно.
И со тоа му даваме шанса, нему да се промени, да изградиме повторно еден однос, уште подобар и од претходниот може да биде, и уште по-добро може да настане тоа пријателство, доколку се согледаат грешките. Ова е простувањето, ова е библиското простување. Затоа и Матеј 18:15 е така запишен како што е, и не само тој стих, туку и во контекст сето она што Господ го кажува и преку параболата. Нека Господ ни помогне. Јас се надам дека разбравме што ми е целта и поентата, иако ова не е воопшто едноставно, тие меѓучовечки односи, како што спомна и Ивана во текот на пуката, на вистина, во ова време во кое што живееме, толку знаат да се нарушат, што навистина е потребна голема мудрост, голема близина, заедница со Господа, за да можеме да знаеме како да ги повлечеме конците со Божја помош и за да дојде до вистинско помирување и обнова на тие односи. Нека му е слава на Бога и нека Господ ни помогне во сето ова. Амин. Милостиви и праведен Татко наш небесен, колку си милостив, колку си спор на гнев, колку си спремен да простиш. Но, Господи, видовме и треба да знаеме дека таа прошка има своја цена. И Ти благодариме што си ни оставил примери и поуки за се во Библијата. Посебно се осетливи меѓучовечките односи и вакви некои теми, но и затоа ни е потребна посебна мудрост, Господи, од Твоја страна да ги сватиме нештата и да ни даде сила да постапуваме според Твојата волја. Затоа што и кога сме повредени, не сме битни само ние и нашата болка, туку битен е и оној кој што можеби не сваќа дека има проблем, не сваќа што прави, дека се оттргнал од вистинскиот пат, и затоа треба да ни дадеш посебна сила и мудрост како да го придобиеме. Тој брат си дал точни упатства како сето тоа се прави и да бидеме волни да ја платиме, ако треба, цената, нели, за тој брат или сестра, близок наш, можеби во семејство, можеби на работно место или било каде, да свати дека има проблем, да свати дека така не иде, да се поправи и да дојде повторно до обнова на односите и на тој начин да Ти бидеш прославен, Господи, затоа што каде си Ти, таму е единството, таму е љубовта, таму е разбирањето. Потребен си ни Ти во секој миг од нашите животи, навистина, затоа што ние знаеме само да искомплицираме и потоа, може би некој да се тргнеме настрана да гледаме сеир, не е тоа решението, мораме да сватиме дека сме си потребни еден на друг и дека на тој начин токму и во меѓучовечките односи се градиме. Ако не го љубиме, ако не научиме да го љубиме оној кој што го гледаме, тогаш како би можеле да кажеме дека Те љубиме Тебе, Господи, кога не Те гледаме? Води не, Господи, низ овој свет саботен ден, благослови не изобилно, благословувај не и понатаму во нашите животи и учи не и поучувај не, затоа што таа поука ни е најпотребна од се друго. Ти благодариме за Твоето водство, за ова прекрасно богослужение што го имавме иако малку подолго. Ти благодариме за се Ти благодариме во Христово име. Амин.